Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Економската криза ќе го одолговлече и реализирањето на проектот Охрид Го. Годишен охриганец ја скршил таблата на бугарскиот клуб. Екологистите повикуваат да се забрза постапката за изградба на регионална депонија за југозападен Плански. Недоволен човечки и финансиски капацитет за спроведување на законите во делот на заштита на животната средина, нотирано во извештајот за напредокот на земјава од Европската комисија. Ги погледнавме кратките најави. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето облачно, нестабилно, со врнежи од дожд, проследени со ветери по ниски температури попладне и вечерта, побилни врнежи од дожд, а максималната дневна температура во Охрид 18 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок, врнежите од дожд ќе продолжат и ќе се расшират на територијата на целата држава. Во петок на југ од Скандинавија, во северозападна, западна Европа и југ од Балканскиот полуостров времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Во останатите делови од стариот континент ќе преовладува стабилно време со сончеви периоди. Локално во централните и источните делови ќе има зголемена облачност. Утре на југ на Балканскиот полуостров времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. На север и во централните делови од полуостровот сончево со локална облачност. Максималните дневни температури во интервал од 12 до 20 степени Целзиусови. Во Македонија во петок во утринските и во предпладневните часови ќе биде облачно со побилни врнежи од дожд, ветровито и свежо. Во северозападните, западните и југозападните делови се очекуваат пообилни врнежи, локално и повеќе од 20 литри. Тоцна попладне и вечерта врнежите од дожд ќе престанат. Минималните температури од 7 до 15, максималните од 9 до 20 степени. Во Охрид во петок не очекува облачно време. Ќе има пообилни врнежи од дожд, повеќе од 20 литри на метар квадратен и пониски температури, минималната 12, дневната само 15. Во сабота, недела и понеделник веќе сончево, стабилно и потопло време. Минималните температури 7, 6, односно 8 степени, додека дневните температури 19, 20, односно 21 степен Целзиусов. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
За изградба на адреналински парк во Охрид, кој е дел од проектот Охрид Го, финансиран од страна на Европската Унија преку програмата ЕУ за општините, потребни се повеќе пари. На последната седница на Советот на општина Охрид, посветена на советничките прашања, советникот Ванчо Калстоски од ВМРО Народна запраша зошто после една година на терен нема видливи резултати. Градоначалникот Пецаков кажа дека со порастот на цените на репроматеријалите потребни за изработка на паркот, потребни се и дополнителни финансиски средства. Доцне реализацијата на проектот Охрид Го, финансиран од страна на Европската Унија преку програмата на Европската Унија за општините. Во рамки на проектот предвидена е реализација на Smart Ideas Hub, односно стартап центар, адреналински парк и памп-ап патека, како и Smart City Bike System, каде ќе бидат набавени 60 смарт велосипеди кои ќе бидат поставени на 10 докинг станици или паркиралишта, со што населението и посетителите на иновативен начин преку посебна апликација ќе може да ги користат во градот и околината. Така беше доста добро најавуван и јас го поздравив тогаш, меѓутоа гледам барам она видливо нема ништо, дали докаде е таа работа, докаде се постапките, правните, папиролошки да ги наречам, бојќи на терен не гледам ништо или може ги грешам, би сакал на таква информација да добијам. Имат и доста во тие програми, меѓутоа да не е ширам доволно една работа да ја видиме, тоа што скоро една година помина од тогаш, нема видливо ништо. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков кажа дека причина за доцнењето на реализацијата и на овој проект е економската криза во која се наоѓаме. Пецаков објасни дека постојат неколку начини за да се продолжи со реализација на проектот и дека во наредниот период јавноста ќе ги добие одговорите во која насока ќе оди реализацијата на проектот. Тековно, како растеа сите цени, растеше и цената на адреналинскиот парк заради материјалите потребни за реконструкција, односно за конструкција се извинувам, и потребни се дополнителни измеѓу 50 и 60 илјади евра за изработка на тој. Имаме две опции, значи или да правиме измена во однос на адреналинскиот парк во големината, во формата и така натаму, или да ги надополниме ние како општина, и третата опција да најдеме овие кои што ги стопанисуваат адреналинските паркови на ниво на Македонија, а два се такви, да го стопанисуваат тоа, со тоа што разликата би ја доплатиле тие. Инаку во месец декември минатата година евроамбасадорот Дейвид Гир заедно со градоначалникот Кирил Пецаков го посетија просторот на поранешната касарна каде што е предвидено да се имплементира проектот. Имплементацијата на проектот започна на 1 декември во 2021, а според најавите треба да заврши во рок од 30 месеци или до средината на 2024. Вредноста на овој проект, кој се спроведува преку секторот за локален економски развој, изнесува околу 700.000 евра. 47 годишен охриѓанец ја искршил таблата со надписот на Бугарскиот културен клуб. На 12 октомври во СВР Охрид извршен е разговор со 47 годишниот ГИ од Охрид, при што е констатирано дека тој е сторител на кривично дело оштетување извршено на рекламна табла со надпис Цар Борис III, поставена над објектот од Сдруженијето лоцирано во трговскиот центар Амам на булеварот Македонски просветители во Охрид. Во врска со делото, предвидено во член 243 од Кривичниот законник, во консултација со јавен обвинител, СВР Охрид до Сдруженијето ќе испрати известување имајќи предвид дека согласно законот гонењето за делото се презема по приватна тужба, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Активистите повикуваат на забрзување на постапката за изградба на регионална депонија во југозападниот регион во земјава. Двете депонии, една во градот Струга, другата на превојот Буково, го загадуваат сливот на Охридското езеро, а нивното затварање е една од клучните препораки за зачувување на статусот на УНЕСКО. Екологистите сметаат дека е потребна засилена едукативна кампања за подигнување на еколошката свест кај населението. Активистите бараат решавање на проблемот со депониите во југозападниот регион во земјава. Двете депонии, една во градот Струга, другата на превојот Буково, го загадуваат сливот на Охридското езеро, а нивното затворање е една од клучните препораки за зачувување на статусот на УНЕСКО. Идејата за изградба на современа стандардна депонија во југозападниот регион со години тапка во место. Последната информација е дека ќе се гради во Битолско Новаци, но се уште е во подготовка на документација.
Менталитетот на луѓето на Балканот е тако, неодговорни сте, да се разбериме, не може, плюс, не можеме ние, например, еве, Охрид под заштита на УНЕСКО, што кажам, све, например, и Република Македонија, еве, и Скопје имаме ние, Дришла, све, пак остануваат проблемите еколошки нерешени. И ја мислам, требаше да се направи регионалната депонија само по надвор слимо подаче на Охридско езеро, еве сега договорене таму према Битола Новаци. Добро било се направи, нека се носи таму и нека си функционира. Екологистите сметаат дека е потребна и засилена едукативна кампања за подигнување на еколошката свест кај населението. Еколошката свест е многу ниска, да се разбериме, ние не знаеме тоа да го цениме, али затоа треба ние да водиме рачун, луѓето да се едуцират и да не се фрла, сегде да се има негде, например, канта. Треба да се врши едукација на деца во школиве, едукација на средношколските деца, све и самите местни заедници да има предавање во тој проблем, луѓе што се компетентни, што можат да кажат правите проблеми, да ги усмерат луѓето како да се понашаат. Депониите во регионот последи во градбите се најголемата рак рана за УНЕСКО. Таа на Буково и Струшката депонија според организацијата со години се најголемите загадувачи на животната средина во Охридско-Струшкиот регион. Во меѓувреме, судската постапка за Струшката депонија по првата граѓанска тужба поднесена од Сдруженијето млади правници против Министерството за животна средина, Општина Струга и комуналното јавно предпријатие е заглавена на апелација. Европската комисија го објави извештајот за прогресот на Република Северна Македонија за 2022 година. Во делот посветен на животната средина и климатските промени нотирано е дека земјава постигнала одреден напредок во заштитата на природата и во зачувување од последиците од климатските промени, вклучително и со подготовка и усвојување на план за унапредување со Националниот парк Галичица. Но исто така е нотирано дека административниот капацитет на сите нивоа останува слаб, со недоволен човечки и финансиски ресурси за спроведување на законодавството, додека изведените инспекцијски надзори имаат мало влијание. Генерално позитивен последниот извештај на Европската комисија за Македонија и во областа на екологијата. Во поглавието 27, посветено на животната средина и климатските промени, нотирано е дека земјава постигнала одреден напредок во заштитата на природата и климатските промени. Како позитивни се наведени подготовката и усвојувањето на планот за управување со Националниот парк Галичица и тоа што Охридското езеро заедно со Студенчишкото блато беа вклучени во списокот на Рамсарската конвенција. Во август 2021 година Комитетот за светско наследство и даде на земјата дополнителни 2 години за спроведување на препораките на УНЕСКО за природно и културно наследство на Охридскиот регион. Во декември 2021 постојаниот комитет на Бернската конвенција донесе одлука за отворење случај на зелените локалитети на Охридското езеро и Националниот парк Галичица како резултат на загриженоста за влијанието од неконтролирани инфраструктурни проекти на овие локации. Но спроведувањето на препораките останува недоволно, бара посилна посветеност и реакција од националните и локалните власти. Имплементацијата на правните и административните алатки останува загрижувачка во сите сектори. Административниот капацитет на сите нивоа останува слаб, со недоволни човечки и финансиски ресурси за спроведување на законодавството. Иако Законот за инспекцијски надзор во животната средина и некои измени на Законот за животна средина беа усвоени, сепак недостатокот на транспарентност и пристап до информации продолжува да биде проблем. Во извештајот се нагласува дека изведените инспекцијски надзори имаат мало влијание. Земјата треба значително да ги засили амбициите во однос на зелената транзиција, особено во контекст на зелената агенда со Западен Балкан. Препораките кои Македонија ги доби во извештајот на Европската комисија се однесуваат на животната средина и климатските промени, се забрзување на напорите за намалување на загаденоста на воздухот на локално и национално ниво и намалување на загадувањето на сладководните ресурси, спроведување мерки за воспоставување регионален систем за управување со отпад и спроведување на Парискиот договор, вклучително и усвојување на Законот за климата. Позитивно е исто така што вкупниот процент на заштитени области во земјава се зголемил на 13,9% од територијата на државата и што е постигнат на тамошен напредок во изработка и донесување студии за валоризација на заштитени подрачја, како и планови за управување и изработка на национални црвени листи.
40.000 вакцини против сезонски грип за ранливи групи население пристигнаа во земјава. Во тек се законските процедури во Малмет со цел спроведување на вакцинацијата, што е предвидено да почне во текот на следната недела. Станува збор за 4 типна вакцина против сезонски грип од компанијата Абот од Холандија. Од Министерството за здравство ги повикуваат граѓаните од ранливите групи, како што се стари лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, да се пријават преку страницата Вакцинација МК, пошто ќе добијат SMS порака со точен датум, час и место кога треба да се вакцинираат. Воедно Министерството за здравство испрати допис до матичните лекари да им излезат во пресред на заинтересираните граѓани да се пријават во системот за вакцинација. Националната установа Библиотека Григор Прличев од Охрид започна кампања за промоција на своите услуги меѓу учениците во основните и средните училишта, со цел за членување и читање лектири. Целта е да се подигне културата на читање, личната култура и образованието помеѓу младите и проширување на вокабуларот. Кампањата ќе продолжи да се одвива во текот на цел октомври, кој воедно се смета и за месец на книгата. Меѓу учениците во основните и средните училишта во Охрид, библиотекарите од Националната установа Библиотека Григор Прличев го промовираат читањето лектири. Активностите започнаа на 5 октомври, светскиот ден на учителот, а ќе продолжат во текот на цел октомври, кој воедно се смета за месец на книгата. Идејата е да започнеме презентација и промоција на новите лектирни изданија кои се наменети за учениците од основните и средните училишта, е да ги поттикнеме младите генерации повторно да се вратат на читањето книги, вели Милчо Јовановски, директор на библиотеката Григор Прличев од Охрид. Но она што е најважно е тоа што веќе почна и да доаѓа. Например, ако сме биле во Христо Узунов минатата недела, веќе следниот или веќе вториот ден доаѓа да се зачнат. Тоа е нашата цел, да ја подигнеме културата на читање и на личната култура и образование помеѓу младите и проширувањето на вокабуларот. Библиотеката располага со богат фонд од над 150.000 единици белетристика и стручна литература од сите области. Само годинава имаат зголемување од 2000 примероци книги, а претходниот месец е набавен дополнителен фонд лектирни изданија за основните и средното образование. Библиотеката нуди можност учениците од социјално загрозени семејства да бидат зачленети бесплатно, а за основците само 200 денари годишно ќе можат да читаат задолжителни и слободни лектири. Младите генерации повеќе од било кога се изложени на примање информации онлайн од електронски паметни уреди, но книгата во физички облик никогаш нема да го загуби од својата вредност, посебност и значење. Доаѓаме до ситуацијата да се биде или не. Библиотеките биле и останале со векови и се надевам дека така ќе биде, дека библиотеките нема никогаш да згаснат. Мислам дека нема да биде истиснато од она што се вели електронска книга, затоа што се уште е најтраен медиум книгата. Постоеле пожари, земјотреси, поплави, многу работи може да ви се расипат, многу работи да не ги поседувате повеќе, но книгата го наживеала сето она што како време поминало и како векови и како традиција. Утре пак, како продолжение на промотивните активности во просториите на библиотеката, во 14 часот ќе се одржи интерактивно предавање на тема библиотеките и промоција на читањето, кој ќе го води библиотекар Драгана Типсареј од библиотеката Стефан Првовенчани од Кралјево, Република Србија. Предавањето е наменето првенствено за едукација на библиотекарскиот кадар, но отворено е за сите заинтересирани. Започнаа училишните спортски игри во Охрид. Со надпреварите во мал фудбал помеѓу учениците од општинските основни и средни училишта, денес во спортскиот центар Климент Колески беше означен почетокот на овогодинешните училишни спортски игри кои ги организира Сојузот за училишен спорт. Училишните спортски игри се организирани во два дела – есенски и пролетен дел. Надпреварите ќе се одржуваат на неколку локации, а учениците ќе се надпреваруваат во мал фудбал, одбојка, баскет, ракомет, атлетика, пинг-понг и шах. Од локалната самоуправа велат дека секогаш ќе ги поддржуваат ваквите манифестации кои значат правилен психофизички и социјален развој на децата. Вестите од светот се во продолжение. Праведен мир во Украина може да се воспостави со дипломатски напори, изјави денес во Астана турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган на конференцијата за интеракција и мерки за градење доверба во Азија.
Ердоган нагласи дека целта на Турција во руско-украинскиот конфликт е да ги зачува постигнатите стимулации покрај локалните тешкоти и да го запре крвопролевањето што е можно поскоро. Од секогаш сум велел дека праведен мир може да се постигне преку дипломатија, а нашите интензивни напори за елиминирање на последиците од конфликтот добија признание низ целиот свет. Размената на затвореници минатиот месец е посебно достигнување во таа насока, рече турскиот претседател Пренесе Тањук. Најмалку 17 лица загинаа денес во Јужен Пакистан кога се запалил автобус, соопштиле властите. Инцидентот се случил на автопатот М9 кој го поврзува пристаништето Карачи со градовите Хайдерабад и Џамшоро во провинцијата Синд. Досега во несреќата загинаа 17 патници, 10 се повредени и префрлени во болници, изјавил службеник за новинарите. Во автобусот патувале 35 лица и се уште не е јасно што го предизвикало пожарот. Полицијата соопшти дека е очигледно дека пожарот започнал во задниот дел на автобусот. Стотици домови во југоисточна Австралија денес останаа без струја. Жителите спакуваа вреќи со песок бидејќи невремето го зафати регионот, носејќи предупредувања за пообилни врнежи од дожд, штетен ветер и нови поплави. Најпогодени ќе бидат Викторија, островската држава Тасманија. Некои области на Викторија веќе добиле 140 мм дожд, што е повеќе од двојно од просечните врнежи за октомври во 24 часа до четвртокот наутро, соопшти метеоролошката канцеларија. Локалните медиуми јавуваат дека вреќи со песок недостасуваат во делови на Викторија. Компанијата за дистрибуција на електрична енергија Powerco објави дека 475 корисници останале без струја откако ветровите со брзина од 100 км/ч уривале дрвја и далноводи. Во Тасманија итните служби издадоа предупредување за евакуација на жители во два рурални дела на северот, а полицијата почна да затвара патишта поради поплави. Летички автомобил, направен од кинеската фабрика за електрични возила Xpeng ANC, го направи својот прв јавен лет во Обединетите Арапски Емирати како дел од програмата на компанијата за лансирање производи на меѓународните пазари. X2 е авион со вертикално полетување и слетување со две седишта, кој се крева со 8 пропелери, по 2 на секој агол од водозилото. Одиме чекор по чекор кон меѓународниот пазар, рече Мингуан Кју, генерален менаџер на Xpeng Aero. Ова е сега првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.